Руската армија денеска истрела ракети кон Криви Рог, при што загинаа најмалку 12 лица. Руската федерација денеска го бомбардираше украинскиот град Криви Риг, пишува Киев Пост. Според познатите информации има најмалку 12 загинати меѓу кои и деца. Криви Риг е роден град на украинскиот претседател Володимир Зеленски. На социјалните мрежи веќе се појавија видеа од местото на гранатирањето. Најмалку 50 лица се повредени. Како што соопшти шефот на градската управа, Олександр Вилкула, руска балистичка ракета погодила стамбена зона. Трагедија можеше да се случи во Хрватска пред надпреварот помеѓу Локомотива и Динамо Загреб, каде што дуваше силен ветер. На стадионот, ветерот дуваше толку силно, што во еден момент, еден рефлектор, во близина паѓаше директно кон водителката Валетина Милетик. Во тие моменти нејзиниот соговорник Иван Келава реагираше и спречи трагедија. Келава, кој е долгогодишен голман и поранешен член на Динамо Загреб, кога се заврши, се пошегува. Во центарот на Лос Анџелес, возач на комбе влетал со своето возило во пазар каде имало пешаци. Повредени се 9 лица, меѓу кои и 3 деца. 7 повредени се веднаш хоспитализирани, меѓу кои 3 деца, додека 2 лица одбиле лекарска помош. Сите повредени се пешаци, а не се знае дали е повреден возачот или некој од комбето. Со грудка во грлото, Андријана Јаневска ја отпеа, ако утре ме нема од ДНК. Познатата македонска пејачка, која воедно е и универзитетски професор, настапи со битолскиот камерен оркестар и виртуозот Благојче Трајковски на кларинет и им оддаде чест на 60-те починати во стравотниот пожар во Кочани. Подсетуваме, меѓу 60-те жртви во стравотниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, кој се случи на 16 март, беа и членовите на бендот ДНК, пејачот Андреј Дордиевски, придружниот вокал Сара Пројковска, гитаристот Андреј Коларов, тапанарот Дорги Ѓордиев, пијанистот Филип Стевановски, битбоксерот Мартин Атанасовски, Буцо, тонецот Игор Велков и официјалниот фотограф на ДНК Александар Ефремов.